thank you so much for this lovely night. Почитувани мои, ова што го видовте пред малку е еден дел од нештото што се случуваше на интернационален фестивал во Мароко, музички фестивал на кој што настапува две граци, две прекрасни македонки. Едната е од Штип, едната е од Неготино, а заедно не само во Мароко, туку и на многу други фестивали, концерти и настапи низ голем број земји во Европа и надвор од Европа настапуваат како дуо Грациозо. Реков, едната е од Штип, едната е од Неготино, двете грации кои настапуваат како дуо Грациозо се Невенка Трајкова од скоро Дуковска. Добре дојде во Агол. Добре најдовме. А втората е Кристина Палија. Добре дојде Кристина во Агол. Тоа што го видоа и гледачите, е дел од она што се случуваше на интернационален фестивал во Мароко. Кажете ни поопширно што конкретно значи тој фестивал и како дојде до тоа токму вие двете да настапувате. Благодариме за најавата пред се. Токму така ние се вративме неодамно во Мароко по големиот број претходни настапи кои ги имавме. Во Мароко настапивме по покана од две непрофитни невладини асоциации кои се занимаваат исклучиво со хуманитарна работа и се дел од фестивалите кои ги организираат се во Шпанија, но овој фестивал Entre Ritmos се одржа година во Мароко и бевме поканети да бидеме дел од тоа случување кој што навистина беше незаборавно доживување. Една екзотична турнеја низ неколку градови низ Мароко. Бевме во Кела, во Лараче, Тетуан, Рабат, Казабланка и Маракеш. Ти си пианист, Кристина е солист. Сопран, да. Како тоа вие двете бевте единствените амбасадори на Република Македонија во Мароко? И навистина бевме амбасадори, бидејќи имавме неверојатна реклама во Мароко од страна на сите медиуми. Дури се изненадивме бидејќи поминаа точно 2 месеца од нашето враќање на таа турнеја и секојдневно гледаме дека нивните портали и нивните весници се уште објавуваат делови од нашите настапи таму. Навистина беа фасцинирани, а морам да споделам, значи ние за прв пат воопшто имаше градови каде што за прв пат луѓето слушнаа класична музика, беа воодушевени. Во публиката имаше такви овации, беше многу бројна и буквално овациите беа како на стадион и аплаузите и беа зборуваа многу и името Македонија се споменуваше многу често, а во амбасадата во Софија ни кажа дека ние сме воопшто првите представници кои заминале таму за ваков настран, да настапат на концерт. Со што се представивте во Мароко? Се представивме, имаше и класична музика, но имаше и попозната, популарна музика, како Кармен, што друго имаше? Обрадорска, Кучини, Ари и така. Рече дека се уште пишуваат за вас, значи се уште се под импресија од вашите настапи. Гледачите на вашата емисија ќе имаат прилика да видат и еден ново создаден видеоклип од нивна продукција, навистина убав. И е интересно како делно репортажа од таму и наш настап воедно. Она што јас би сакала да им го кажам на гледачите во однос на импресиите, на она чувство што го оставате после ваш настап е дека тие има настап на Штипско културно лето неодамна,
во мултимедијалниот Сити центар во Штип. Јас присуствував на нивниот настап и можам да кажам дека и јас сум се уште под импресија од она што го слушнав за време на нивниот настап. Беше величествено. Не ми текна во моментов збор епитет кој што можам да ви го кажам. Чест ми е што успеавме да се договориме и да сте во емисијата. Тој концерт всушност беше една благодарност од наша страна кон градоначалникот и кон градот Штип, бидејќи ние постојано добиваме неговата поддршка за било каде да патуваме. Бевме во Австрија, бевме во Мароко, минатата година повторно во Австрија, во Словенија, Бугарија и секогаш имаме поддршка од него. Токму така. И минатата година настапувавте на Штипско културно лето во уметничката галерија Безистен и тогаш рековте пред почетокот на концертот дека градоначалникот на општина Штип Римајлис магистар Илчо Захариев излегува во пресред за сите ваши настапи, на некој начин ви е ментор за тоа што на некој начин без негова поддршка наистина немаше да успееме. Тој дојде на еден наш концерт 2014 кога ги почна соработката со Христина, новогодишен концерт и случајно го поканивме, но наистина беше фасциниран од нашиот настап и смета дека ваков вид на музика кој што често немаме ние поддршка ниту од Министерство на култура. Многу е тешко да се екзистира со уметноста, но пак јас ќе кажам музиката е храна за душата и е многу убаво ако има такви благородни луѓе кои ја поддржуваат за да можеме да го презентираме и ова да така и пишува порталите во Мароко дека ние сме еден печат за културната коегзистенција во Европа и во светот на музиката. Имаа прилика и лично да го видат и ние се чувствуваме дека сме допринеси наистина многу и за таа земја сме дале некаков допринос од областта на културата. Наш музички печат сме оставиле во светската културна ризница. Рековте и во Австрија, по кој повод и во Австрија бевме по покана од Македонско-австриското друштво и од католичката заедница на високи школи од Линц минатата година. Исто така ти бев фасцинирани од нашиот настап и многу беше посетен концертот. Годинава повторно не поканија, направивме по повод 8 март концерт. Повторно дојде од Македонско-австриското друштво, неверојатна организација, морам да кажам, огромна благодарност и до нашите македонци кои се таму и секогаш не поддржуваат и не канат за концерти. Оно што го спомена неколку пати е дека порталите во Мароко се уште пишуваат за вас. Што се случува овде? Колку овде во нашата држава се цени тоа што вие го работите, целиот ваш труд, целото она што вие го давате за време на вашите настапи? Рековте немате поддршка од Министерството за култура. Некој некогаш ми кажа дека прво светот ќе ви ги отвори вратите кога а потоа ќе ве примат дома и жалосно, но вистинито така е. Настапивме на во многу земји, на различни континенти, надвор додека се слуша за нас овде. Но сепак има интерес, веќе не канат по неколку телевизии сме биле. Има неколку портали кои поддржуваат нашата работа, но тоа сето е од после, значи еве дури сега можам да кажам. Но јас сум благодарна за тоа што ние за година и половина, малку повеќе од година и половина, кога ќе направиме една ретроспектива од нашата соработка, навистина имаме многу багаж за нас и има за што да се збори. Ќе зборуваме малку подоцна, затоа сега предлагам гледачите на емисијата Влагол да го слушнат прекрасниот сопран на Кристина Палија со дел од настапот на Штипско културно лето, 31-то издание на Штипско културно лето оваа година. Предлагам да слушнеме Фантомот операта, може? Може. Да ја слушнеме Кристина Палија и секако Невенка Дуковска како ја изведуваат ова арија од познатата опера.
Ова што го слушнавте, почитувани мои, не е тоа што го кажав јас, арија од Фантомот во операта, тоа е дел од мюзиклот, значи дует кој што Кристина сама го испеа, значи двата дела ги испеа таа сама за време на концертот. Реков дека ќе продолжиме со разговорот на тема како тоа вие двете почнавте да соработувате, односно да настапувате заедно. Кристина ти својата музичка кариера, да речеме и музичкото образование го започна токму во Државно музичкиот училишен центар Сергеј Михајлов во Штип, и како потоа се одвиваше твоето образование и што е она што го имаш достигнато досега, и да речеме, еве, иако си млада, кој е оној момент кога си го достигнала врвот, да речем, во твоето досегашна кариера? Така, ајде ќе почнеме еве со образованието. Завршив нели во Штип, средно музичко училиште. Продолжив на факултетот за музичко образование во Скопје. Таму дипломирав кај професорката Марија Муратовска-Наумовска. Потоа се запишав на магистратура, исто и таму магистрирав кај професорката Весна Гиновска и Никола. А со Невенка почнавме да соработуваме по поканата од надпреварот Монсерат Кабале, кој се одржа во Шпанија, во Сарагоса. Да, јас немав корепетитор и очено барав. Така, и тогаш Невенка, да. Така се договоривме со Невенка и од тогаш сме цело време заедно концертираме. Оно што ти искаш да го кажеш, јас ќе те потсетам сега, бидејќи пред мене е дел од твојата биографија, дел од твојата кариера, е дека имаш настапувано на многу меѓународни надпревари, дека имаш освојувано многу награди, први, втори. Каде се, дали можеш да кажеш? Па еве, ајде ќе почнам тука во Македонија и имам учествувано на три државни надпревари, каде што имам освоено 2 први места, 1 второ, исто во Косово, на Арс Косова надпреварот, каде што таму освоив прво место, и во Белград, во Србија, каде што ја освоив втората награда таму. Имаш настапувано со Македонската филхармонија, Македонската опера и балет. Да, тоа сето преку факултетот за музичка академија, музичка уметност, каде што сум учествувал како солист со целиот ансамбл на факултетот, исто и на операта, исто и на филхармонијата. Не, твојата кариера како се одвиваше, оно што би рекол, дел од нештото што се значено и поврзано со твојата кариера е дека си дел од жири на голем број надпревари. И овде сакам да почнеме, што е она, какво е чувството да си дел од жири, да одредуваш настапувачите кои што се на тие надпревари, колку поени имате ли веќе таму, како ги одредувате тие? Токму така, наистина е тешко да биде човек објективен во такви моменти, а е потребно, и е многу неблагодарна работа за оние во жирито, бидејќи има прекрасни деца. Навистина секогаш има голема конкуренција, зависно на кој надпревар. Сум била дел од жири на државни, но најчесто на меѓународни надпревари, каде што конкуренцијата е енормен број учесници, имаме од секаде. Еве, последен беше надпреварот во Своге, кој се одржа сега во мај во Бугарија, и навистина имаше голем број учесници и беа многу добри, многу беше тешко да се одлучи, се дискутираше до доцните ноќни часови. Имавме учесници од Италија, од Русија, од Бугарија, од Турција, од Шведска и од Македонија, многу. Како дојде до тоа да си Јас сум такви надпревари? Студент од Националната музичка академија Панчо Владигеров од Софија, и соработката продолжи така што јас завршив освен факултет, потоа ги продолжив моите студии магистерски во Софија и на истата академија докторирав во 2013 година. Така што соработката со професорите од академијата ми остана и ден денес, и влегов и на докторат како еден од најдобрите студенти, и ден денес имам чест како таква да ме канат и во тие жири комисии, и се уште соработуваме со моите професори од таму. А во Македонија исто така сум била на меѓународни надпревари дел од жири во Струга и бев председател на организационен одбор, имам доста искуство со такви надпревари. Во Дојран бев уметнички директор, каде што и всушност после многу време се сретнавме со Кристина и се почна од таму. Како се сретнавте во Дојран? Значи прво во Шпанија,
Не, всушност најпрво беше во Дојран. Ние се знаеме од средното училиште уште во Штип, во Сергеј Михајлов. Потоа во Дојран јас бев уметнички директор на фестивалот, Кристина беше поканета да го отвори фестивалот и настапи со познати од Марш With Me од Монсерат Кабеле, кој што слушнавте еве на Штипско културно лето. Од Вангелис. Да, од Вангелис, за текстот од Монсерат Кабеле. Имаше фасцинантен настап и таму, морам да кажам, беше наистина супер и потоа ни остани контактот, соработката почна веќе во септември, кога заминавме за Шпанија во еден од најубавите градови во кој сум била, морам да кажам, Сарагоса. Навистина многу имавме чест лично да ја запознаеме Монсерат Кабеле и да присуствуваме на нејни поголема чест на нејзини мастер-класови, тоа е искуство кое никогаш нема да го заборавиме и навистина многу се учи на тие мастер-класи. Тоа беше од надпреварувачки карактер. Од надпреварувачки, но во склоп 15 дена бевме таму, но во склоп на надпреварот преку дента, иако е веќе во инвалидска количка, но се уште ја има таа енергија, тој жар во незе и со таков елан ги држи тие мастер-класови, навистина е сатисфакција да бидеш дел од нив. Присуствуваше ли таа на вашиот настап? Сподели ли со вас нејзини импресии? Лично не имаше 600 и колку учесници, еве кажете. Имаше 350 учесници. Од пријавени 600 од и нешто. пријавени 700, така некако. Да. Голем надпревар. Јас лично ете, нема стварно, нема се никој распрашавме да- за нејзин настап еве да може да слушаме, но ни кажа дека за тој мастер-клас треба пред години да се чека, Да. за да дојдеме на ред на списокот на учесници. Така кажавте ли? Слушавме пасивно. За воини. Не активно, пасивно, не таа спомена дека ова ќе бил последен мастер-клас. Да. Ќе нема да може натаму. Но не изненади и годинава имаше, но не верувам дека ќе ги држи уште многу. Добро. Познате во Дојран, настапувавте во Сарагоса, во Шпанија и потоа каде се? Словенија. После тоа да, во Словенија новогодишниот концерт еве ќе го спомнам тука во Штип, па Словенија беше исто така турнеја. Да, Турнеја, да. Метлика и на хуманитарен концерт настапивме таму со познатите Аленка Готер, Андраш Хрибар, како беше. Тоа се представници на Регина. Сите тие имат настапувано на Евровизија, се представници од Словенија и тоа беше огромен спектакл во една спортска сала, така да имавме чест да ви со нив, да настапиме и на таа сцена, да изведеме некои композиции и од таму заминавме за Бугарија. Потоа во Попово имавме настапи. Исто и во Австрија во мај. Во мај годинава повторно, во март. Да, март. И редовно еве вака низ Македонија во Штип, на Штипско културно лето, топол културен бран во Неготино, во Елес, град на културата 2015 минатата година. Настапивме на Свети Трифун, празникот на градот во Неготино. Добивме 8 ноемвриска награда, исто така морам да кажам минатата година од Неготино, голема благодарност и до градоначалникот Ванчо Апостолов. Голем број настапи, како што сами кажавте, за тоа каде се понатаму и во иднина ќе може да ве видат и да ве слушнат сите оние кои што се љубители на операта, на ариите, на класичната музика, на пијано, звуците од пијаното, ќе поговориме малку подоцна, но оно што сега сакам да го кажам, јас лично мене што ме остави импреси е настапот, односно исполнувањето на темата од филмот Љубовна приказна. Тој филмот поодамна се предпоставам да од повозрасните гледачи на емисијата во Аго се сеќаваат на тој култен филм, да речам. Приказната е трогателна на некој начин, но музичката номера која што се уште позната од тој филм ја исполнивте и вие на концертот. Она што ја видов во сценарието дека ќе исполните и таа песна, меѓутоа, еве да им кажеме на гледачите, ќе го видите и вие се за кратко, тоа што направи еден перформанс, големо изненадување, претпоставувам за сите што беа присутни во мултимедијалниот Сити центар, дека прво се појави Невенка со девојчето, како се викаше девојчето? Памела Велкова, која што прекрасно настапи на виолина. И Невенка си седна на пијаното, Памела си продолжи на виолината и јас очекував дека така само ќе биде, воопшто нема да има инструментално, да, и воопшто нема.
кога одеднаш се појавува Кристина со нејзиниот глас и ве оставам да го слушнете и да го видите овој нивен настап. Се надевам дека истите емоции ќе ги предизвика кај вас, како што ги предизвика кај мене тогаш и кај сите присутни во салата во мултимедијалниот центар.
Тоа беше величествениот настап на Невенки и Кристина, нивното исполнување на номерата Love Story или љубовна приказна. Она што јас најавив е дека ќе зборуваме за тоа каде се во иднина ќе настапуваат овие две граци. Па, имаме многу планови за воиднина, но реално се зависи од финансиските способности, колку можеме да се снајдеме за воиднина, како ќе набавиме средства и сето тоа не зависи само од нас, но доброто што се уште имаме соработка, имаме многу покани, едното отвара друго, кај нас е како еден ланчен синџир, еден концерт навистина отвара нови врати. Повторно имаме покана за во Мароко во октомври. Морам да избавам един интересен настан што се случи сега додека патувавме за Мароко. Летот ни беше преку Рим, Мадрид. И во Рим имавме некои 6 часа да чекаме, но на истиот гејт каде што требаше да полетаме, имаше реклама на Санта Чечилија Италија и огромен концертен клавир и навистина беше предизвик за нас и беше штета да не го пробаме клавирот. Предложив на колешките, имаше една виолинска со нас и Кристина заедно дали се спремни дали сака да настапиме, бидејќи имаше минувачи кои седнуваат на клавирот да го пробат. Но ние кога седнавме и кога викна Кристина, еве сега се изразам со нејзиниот сопран, предизвикавме буквално, ние собравме публика, не имаше веќе минувачи, кој како минуваа со куферици седнуваа околу нас, беше преполно со публика, овации, емоции на лицата на многу жени, видов и солзи, беше навистина еден момент што никогаш не се заборава, но тоа беше и момент кој што отвори нови врати. Еден од присутните беше македонец кој се изненади кога разбра дека ние сме од Македонија, вработен во амбасадата во Мадрид. 15 години живе работи таму и еве не покани сега и од друго место исто така за во Шпанија. Имаме повторно покани, сега имаме во септември концерт на турнеја низ Шпанија. Тоа е најскоро и најсигурно сега за сега што ќе се случи. А за поддалечни иднина веќе оставам Кристина да ви открие нешто многу интересно. Кристина. Ајде, еве, јас ќе кажам дека очекуваме покана од Индија. Да. Уште повеќе. Да, ете така. Друг континент исто. Нов предизвик. Да, баш така. Пак некој фестивал? Па нема да биде на фестивал, тоа ќе се бидат Концерти, лично концерти, да. но пак концертна турнеја низ неколку града. Како дојде до тоа? На Индија дури да... Па контакти. Што сум ги запознала. Повторно настап да. Кристина се среднала со некои луѓе од таму и ден денес себе има покана сега. Да, се чекаме, ама навистина е долг патот до таму и навистина требаат средства и чекаме пак. Некој да ви помогне. Да. Јас се надевам дека оваа емисија, бидејќи се гледа во повеќе градови во Републиката, дека може би некој од Министерството за култура ќе ја гледа и ќе би излезе апел до нив. Еве апел, да не речеме апел, него е порака до надлежните во Министерството за култура дека да вистина преди да се да речам да се вложи во вас, бидејќи вие сте и двете прекрасни со вашите таленти и ја представувате Македонија навистина во... Така ви го кажавте, амбасадори, буквално сме еден вид резерент за нашата држава, каде и додиме сите веќе знаат. Имаме места кај што сме биле, не знаат воопшто каде е Македонија, право на картата го ја бараат, се интересираат. Оставаме сепак добар впечаток и на многу места сме биле. Поддршка имаме од повеќе од таму, отколку од нашата матична земја. Така што кажа и ти пред малку жално е тоа што голема поддршка имате од нас, отколку од нашата држава. Можеби се надевам нема да им замерат од Министерството за култура, меѓутоа навистина е неопходно да се помага токму на внатрешните таленти, значи да се ценат повеќе во нашата држава, кога да не е наопако како што се случува со вас. Предлагам сега да го погледнеме, како што кажа Невенка, подолгиот дел од вашиот настап во Мароко, а потоа ќе поразговараме уште малку со нив поврзано секако нормално со нивната кариера и се објавуваме. Мислам дека имаме сите обврски и ќе се видиме повторно после некој нареден нивни настап, после можеби. Ајде да видиме што се случува во Мароко, па продолжуваме со разговор.
Оно со што сакаме да продолжиме емисијата е дека на основа на тоа што го кажавте до сега, ништо не е случајно. Значи, се случува со причина. Значи, после секој ваш настап, нели имате нов и нов договор за настапување на друго место, дури самото тоа што сте настапувале на аеродромот, додека сте чекале. И тоа толку спонтано се случи. Значи, толку спонтано може да се најде пијано на сред аеродром, па не поете вие да сте токму таму и да настапувате. Тоа е навистина нешто што праќа порака некој од некаде. Меѓувреме, Невенка е ангажирана во Музичката академија. Да, таму сум работела од 2008 година. Сега сум доцент, претходно работев имам малку работно искуство и в средното музичко училиште. Но веќе од 2008 сум на универзитетот на Црвачев. Така, како професор? Доцент. Да. И како си задоволна од помладите генерации? Дали препознаваш во дело од нив некои твои наслови, да речеме? Многу таленти доаѓаат и секогаш го кажувам, ми се стовам за тоа. Многу талентирани деца, но кај нас ништо не зависи само од талентот. Верувајте дека точно како што рекле дека 1% е талент, сето друго е работа. Некако ми недостасува поголема ангажираност со стапелнина страна, многу поголеми, повеќе вежбање, поголема љубов да покажам преку тоа спрема. И мотивација. Мотивација. Кристина, каде си ти? Кога не сте заедно, кога не настапувате негде надвор од Македонија? Така е, јас предавам во моментот во Ништо музичко училиште во Неготово. Предавам пеење. Работам со деца. Работа со деца, како е да се работи со деца? Еве Невенка работи со големи деца. Да, па убаво е да кажам. Слушаат ли Да, оној слушаат. совети што им ги даваш? Така е, децата, значи, јас сега ќе кажам, благородна работа е тоа да се работи со деца, затоа што тогаш во детството, едноставно во тој период им се дава темелот на техниката и на музиката за понатамошно искуство. Затоа што вие кога ќе всадите таа техника во детството, детството ќе знае што да избери, што е точно, што не е, како е правилно, како не. Така, Според тебе, кој е темелот, значи, која е сршта за да понатаму се создаде кариера која што ти ја имаш до сега постигнато? Да. Што е она што ти самата во себе имаш вложено за да го достигнеш тој глас што го поседуваш? Гласот сепак ќе кажам дека сепак треба талент. Да се има талент, да, треба. Но треба и многу работа. Многу работа. Јас за себе памтам само работа. Само работа. По колку часа вежбаше порано или вежбаш ли се уште? Не, вежбам се уште, да, но за пеачите ќе кажам дека треба по 1 час да пеат. Најмалку? Најмалку, да. Час до час и половина. Јас очекував ќе кажеш печеш часа дневно, Не, па соседите се бурат, 8 Кристина, часа, намали 10. малку. Но кај пеачите малку Не, по-деликатно. затоа што сепак се работи за гласовки, за тел. Имаш ли некоја процедура, како да кажам, пред настап? Да го заштитиш глас, тебе имам слушано и читано за некои познати пеачи или оперски пеачи или без разлика, музичари, например ден пред настап или пред концерт не зборуваат дури за да го чуваат гласот за настапот. Не сум јас толку. Да, едноставно не ми дозволуваат околностите. Инаку не е добро да се јадат грицки, пошто се тоа остава тало, газирано се кафе, не толку многу. И така. Се има. Да. Значи, слободно се зборуваш во денот пред настап. Да. Ви посакувам уште поуспешна кариера, да се видиме како што реков пред малку после вашиот настап во иднина, да споделите импресии од таму и од сите ваши наредни настапи, да ве причекаат и дочекаат и испратат како и досега, да слушате и читате за вас импресии месеци и месеци подоцна. Ви благодарим за убавите зборови за целата емисија. И секако повторно ќе кажам доколку оваа емисија предизвика кај некој внимание, се надевам дека наскоро ќе ви се јават од Министерството за култура да ве поддржат и финансиски и понатаму да ја следат вашата кариера.
Благодарам што бевте во Агол. Се надевам ќе се видиме повторно пак. Ајде, сега селфи. Леле.